Imamo сега некои правила кои ги спречуваат овие 10 нешта што ги кажавме порано. Осум во сура Теуба се, што кажаме вашите татковци, синови, вашите супруги. И до крајот на ајетот. И деветата форма која беше? А десетата? Наслонувањето на себепите. Ако му се наслонуваш на себепите потполно и да мислиш дека само ако беше докторот ќе беше жив, иначе не, ќе умреше, да не беше докторот и ќе беше умрен, имаш паднато во ширк, го има земано докторот, Бог го имаш направено. Докторот е себеп, а Аллах субхану таала е оној што лечит, што лекуваат. Ова е десетата форма. И кажавме дека не треба да се остават себепите, мора да се земет, иначе лош ахлак, лош морал со Аллах субхану ва таала. Да рече некој, што ќе ми треба докторот, болен сум, не одам на доктор, Аллах ќе ми лечит. Не пијам лек. Ова е лош ахлак со Аллах. Зашто Аллах субхану таала го има дајно докторот, ги има дајно лековите. А пак да се наслонуваш потполно на лековите или на докторот, да речеш само ако го пијам тој лек, јас ќе се оздравам. Го заборавиш на Аллах субхану таала, тогаш го имаш земано докторот или лекот, го имаш направено Бог. Ојме на третата негација. Бисмила, правила кои ги спречуваат овие 10 нешта да станат ендат, значи богови, правила се 3. Првото го чита, значи да не ги сака толку колку што го сака Аллах или пак повеќе. За да не станат овие 10 Бог кај тебе, да не ги обожаваш, да не ги сакаш тие повеќе од Аллах субханаху ва таала. Ако не ги сакаш повеќе, значи тие малце е тешко да не ги сакаш овие 10 работи повеќе од Аллах. Не е лесно да ги одбиеш тие, Знаете и вие, не е лесно да ги одбиеш овие 10. Зашто Аллах ти вели, например, ти имат наредувано нешто, татко ти вели, немој да го правиш, не го правиш. Гледаш? Опасно или не е опасно? И оди понатаму, додолу, ајетите. Докај богатството. Богатството, колку го сакаме богатството. Тоа е нормално да се сакаш богатството. Ама кога е во потреба да се сакат Аллах или богатството, да си спремен цело богатство да оставиш на страна и Аллах да го сакаш повеќе. Лесно е ова или тешко е? Кажете ми. Треба да е лесно. Треба да е лесно. Колку убаво кажа, треба да е лесно, значи не е лесно, многу е тешко ова. Затоа Аллах субхану таала ги има спомнато оние што војуваат во име на Аллах, со што? Со нивното тело и богатство. Со нивното тело и богатство. Зашто богатството не е лесно да се остави? Да одиш да се убиеш за Аллах субхану ва таала, например, во времето на посланикот саллаллаху алейхи ва селем, да одеше да се убиеш, да ја оставиш цел богат човек ти, да ја оставиш богатството, да одиш на џихад. Цела трговија на страна, бизнисите, бизнисите на страна, све придобивките од дуњалокот на страна, да одиш само за Аллах. Лесно е ова или тешко е? Тешко е. Не е лесно. После, втората, да не се дават предност на нечии наредби, пред наредбите на Аллах субханаху ва таала. После хадисот од Навас, ла таата ли махлуқин фи маъсијатил халиқ. Не го поштоваш нито едно створење, не му се дава предност кога иде во спротивност на наредбата на Аллах субханаху ва таала. Па бил тој татко, бил таја мајка, бил тој брат, било тој богатство, било тие куќи, било тие трговии. Ла таата ли махлуқин фи маъсијатил халиқи. После третото, ова е третото. Не треба да се бара ничие задоволство освен тоа на Аллах субханаху ва таала. Хадисот на посланикот саллаллаху алейхи ва селем. Значи не треба да бараш за твоите дела што ги правиш ничие задоволство освен задоволството на Аллах субханаху ва таала. Иначе,
Ako je bara zadovoljството на луѓето, Allah ќе те остави на рацете нивни. Нема да ти помогне. Во секоја ситуација кога имаш потреба, нема да ти помогне, зашто кога требеше задоволството Allah субхану таала да го стигнеш, ти го стигна задоволството од луѓето. Овде имате едно правило што треба да го пишите. Чека да видим овде, кај е ето овде. Каида. Гледаш? Велит, рида наси гајетун ла тудрак. Задоволството на луѓето е еден цел што не може да се стигне никогаш. Зошто? Јас ќе бидам задоволен, тој нема да биде задоволен од тебе. Ние 10 ќе бидеме задоволни, тие надвор 1000 нема да биде задоволни со нас. Никогаш не може да го стигне. И овој го знаете примерот со магарето оној. Таткото и синот, го имам кажано еднош, Да не го кажам? Да не го кажам, со коња. Го оставија коњот на крај сами. Прво се качи таткото на коњ, синот го влечеше коњот. Кога виде народот помина прокрај една села, види колку овој, какво срце имат. Како го остави синот, како не му е греота за него. Тој млад, го влечи коњот, тој таму на коњ, како не му е срам, како не му е жал за синот негов. Рече, о сино, тие излегоа за да ги задоволат луѓето. Некогаш, дали ќе се задоволни овој луѓе некогаш? Никогаш. Рече, сино, ајде да се смениме. Сино, ајде да се смениме. Како? Рече, види, ти, рече татко, ќе го влечиш коњот, а јас ќе се качам на коњ. Значи, таткото сега го влечи коњот, синот на коњ. И помине покрај едни луѓе, му велит, како не му е срам. Срам да му е на овој човек, на овој син. Млад тој. Тој се има качено на коњ, таткото не му е жал, го има доставено да оди пешки. Никогаш Аллах да не му види. Харам, овој харам е владе. Рече, сине, слег ви и ти, рече. Ке го влечиме двајцата коњот. Да го стигне задоволството нивно, да видиме. Слег види тој, сега двајцата го влечет коњот прасен. Пешаче, двајцата. Ги видят луѓето, народот таму во едно село, му велет, колку глупи овие двајца. Замисли, велет, коњот тука, овие пешаче, не му се качит никој на коњот. Овој најглупа работа што може да биде. Како мој бе овие, двајца пешаче толку долго коњот само да не му се качи на коњот. Му рече, сине, знаеш што? Овие никогаш нема да се задоволат. Па да правиме ние како што знаеме ние. Така е полго. Значи, задоволството од луѓето никогаш не можеш да го стигнеш. А правилото продолжи. Велит, рида Аллахи гајетун јембеги алла тутрак. Задоволството на Аллах субханаху ва таала е еден цел што никогаш не треба да се остави на страна. Да го стигнеш само задоволството на Аллах субханаху. Ако го задоволиш на Аллах, Аллах ќе ги прави сите задоволни со тебе. Ако го налютиш на Аллах, Аллах ќе ги налюти сите со тебе. Ова да знаеш. И ако ти прави чеф, кога ги задоволиш ними тука, во моментот, после ќе ги слушаш ними, што има зборвено за тебе. Ако го задоволиш на Аллах, што сака нека веле сега. Ќе дојде време, ќе рече, тој има останато на вистината. Не му правеше чеф на никого освен на Аллах субханаху. Нема да ти се љуте тогаш. Зашто некој од браќава наши велет, ќе ојме на свадба, зашто ќе ни се љутет. Со музика, ќе ни се љутет, велет. Ние му велиме вака. За да не ти се љутет, на почеток ќе ти се љутет. Ама ти, за да не ти се љутет, не треба да оиш на никоја свадба. Макар бил тој татко, макар бил тој стрико, ако имат харам, онејзе. Ако бил тој брачет, бил мајка, било кој. На почеток ќе ти се љутет. После ќе дојде времето, ќе речет, тој на секоја свадба не ојде. Тој не отиде кај брат му, не отиде кај татко му, ќе дојде кај мене, кај еден брачет далеку. Не ти се љутет тогаш.
За свате дека ти сакаш Аллах субхану тааля да го задоволиш. Ама ако ти одиш на свадба кај татко ти, заш музиката кај татко ти поуба беше музиката на кај браче ти? Ха? Жените голи поуба бе кај свадбата од татко ти него кај браче ти? Исто. Харам таму, харам ваму. Зашто овде го послушна на татко ти? Таму кај браче ти? Не, јас муслиман сум, не одам на музика. Добро, ти си сега овде, кај ни ми падвиш? Волиш нек паднеш. Не си искрен со она што го кажеш. Зато мора кај сите да си ист, тогаш нема да ти се љутат во харам ако не одиш.